Драги гледачи, денеска се наоѓаме во просториите на основното училиште Кочо Рацин од Прилеп, каде што хорот Пере Тошев, кој што постои 37 години, има една од своите проби. Тука позади мене камерата ги прикажува сите членови на овој хор, а веднаш од мојата лева страна е Лилјана Белистојановска, една од најстарите членки на Пере Тошев, уште од неговото формирање. Дали може да ни кажете како започна приказната околу формирањето на хорот Пере Тошев и како се одбра името на овој наш револуционерен херој? Добро. На 8 мај 1987 година Сизот Минде Думбаловски го повика Славчо Мирчевски, диригент и еминентен стручњак во неговата професија, да направи хор на просветни работници. Така ние на почетокот од просветата, сите членови што бевме во хорот, беа од просветата. Бевме, така речено народски, под капата на СИЗО за становање, за образование. Првите проби ги имавме во високата економска школа, Прилепчани така нели ја викаат. Таму имавме своја просторија и таму ги имавме пробите. За се што ни требаше во тоа време се грижеше секретарот, па воедно ни беше и председател на хорот. Во тоа време снимивме касета тонски во Радио Прилеп. Имавме снимено и дискета една, направивме, CD речено, и сите тие, мислам, тие две ги промовиравме, а средства за тоа секако беа обезбедени од образованието. Но со текот на времето тоа отиде. Другите секретари не го продолжија ова наше дружење, да речам, и едноставно ние одлучивме да биде културно-уметничко друштво. Го нарековме Пере Тошев. На 8 мај се регистрираше, а денот на Пере Тошев е на 4 мај, па некоја коинциденција да не биде сега Гоце Делчев или нешто друго, да биде прилепчанец. Така започнаа нашите први чекори. Одевме, пеевме, не само во државата, што имавме концерти во разни градови, каде беа од надпреварувачки, некаде беа само од ревијален характер, туку одевме и надвор од државата. Грција, Бугарија, Србија, Албанија, еве летово бевме и Албанија. Нашиот втор соговорник од хорот Пере Тошев е Драган Миновски, со кој би сакал да поразговараме околу хорскиот аматеризам. Ова е еден аматерски хор, но верувам дека пее многу подобро и од некои професионални хорови. Добро, јас би кажал пред се, ево ова што спомнате дека ние сме аматерски хор и сакам нешто да кажам, неколку збора околу тоа што значи хорскиот аматеризам кај нас и во светот. Значи, хорскиот аматеризам представува една клучна културна компонента во секојдневното општествено живење и кај нас и во светот. Секој човек што поседува природна музикалност, што има вокални квалитети, ги исполнува основните услови за колективно музицирање, односно за хорско пеење. И поради овие поволни околности, јас пратам настани што се случуваат во светот, значи во светот постојат стотици илјади аматерски хорови кои што се занимаваат со хорско пеење и сретнав податок дека во светот некаде околу 4,5% од купната светска популација учествуваат во тоа хорско пеење. А тоа е бројка за почит од околу 37-38 милиони луѓе.
Значи, хорското пеење е корисно и за културата и воопшто за општественото живење во секоја држава. Без разлика на организацијата, на степенот на развиеност и на културната развиеност во државата, скоро не постои земја во светот во која што нема хорски аматеризам, каде што нема хорско пеење. Значи, културната и социјалното влијание на хорското пеење не се состои само во создавање на нови хорски композиции. Тука има пред се и развивање на чувството за една колективна соработка, за една дисциплинирана колективна работа на членовите на тоа хорско друштво. Претходно разговаравме за тоа дека настапувате на повеќе места, имате ли освоено награди во Македонија и во странство? Ние секаде каде што сме учествувале и во општинава, и во земјава, и во странство, секаде сме оставиле убав печаток, сме добиле пофалби и награди. Како што кажа и мојата колешка, имало ревијални и надпреварувачки фестивали. Сме освоиле награди, јас само ќе споменам, на Илинденски денови, на еден така елитен и виден музички фестивал сме освоиле награда. 2013 година, како хор, бевме наградени од општина Прилеп со најпрестижната награда, трето највисока награда, и тоа беше за нас една голема сатисфакција, еден стимул за со уште поголем елан и ентузијазам да продолжиме да работиме. Патуваме и во странство, имаме освоено награди во Чустендил 2 пати, прва награда на ревијален, мислам на надпреварувачки фестивал. Учествувавме и во Грција 2 пати имаме појдено, и во Црна Гора, и во Албанија, одиме за денот на осамостојувањето на Република Македонија кај нашите македонци. Следниот наш соговорник е Ева Ристевска, која што е и председател на Пере Тошев, една од најмладите членки тука, што покажува на еден начин дека хорот има иднина и дека и помладите генерации сакаат да бидат дел, како што разговаравме и претходно со Драган, од овој хорски аматеризам. Па јас како член на хорот Пере Тошев сум од 2013 година. Оваа година ја имав честа, ми се укажа од страна на останатите членови на хорот да бидам председател на Кут Пере Тошев. Па тоа настана преку новите технологии кои што се развиваат и начините за аплицирање за средства преку Министерство за култура. Значи, за да ја бркам таја работа, но сепак имам поддршка и од останатите членови на хорот. Значи, во реализација на проектите кои што ги остваруваме. Сте имали до сега поддршка од Министерството за култура? Па имавме во соработка со Домот на култура Марко Цепенков. Сега на 19 октомври направивме годишен концерт. Каква е соработката со останатите институции? Општината, други државни институции? Па имаме соработка и со општината. 2 години со ред настапувавме на Камената бина по повод празникот 11 октомври. Исто така сме настапувале по повод празникот 24 мај. Значи имаме добра соработка. За оваа година мислам дека ја реализиравме програмата. Сега на овие проби кои што ги остваруваме, учиме нови песни за следната 2025 година. Како што и претходно најавивме, вие сте диригентка на хорот, па ајде една оценка вака. За хорот? Да, од 1 до 5. Морам да кажам дека диригент станав од немајкаде. Хорот го изгуби својот диригент, односно претходниот наш диригент, Катерина Поповска, се повлече од диригентската палка и ние останавме без диригент. Имајќи го предвид моето долгогодишно искуство во хорот, тоа дека познаваме ноти и дека
ја сакам музиката премногу, а особено хорското пење, решив да го пополнам тој меѓупростор, дека да се најде нов диригент, меѓутоа тешко одеше таа работа, а јас постепено почнав не само тие песни што ги пеевме, да пронајдувам и нови партитури и да пробам сепак квалитетно да го пополнам тој меѓупростор и успев да со овој хор да направам песни кои што добро звучат. Од како станав диригент, станав и построга кон сите други членови, Ја гледаат малку поинаку или? Тие не ме гледаат поинаку, ниту пак јас ги гледам поинаку, меѓутоа едноставно ако се биде некој напред кој што диригира, кој што мора да го води хорот, мора да се има некаков ред и поредок во друштвото и ако сакате да имате успех, негуваме староградски преработени песни во 3 гласа и пееме акапела, што е многу мощно напорно и од секој член во друштвото бара и не само напор, туку и бара и концентрираност, бидејќи е специфично пеењето. Не можете друго е да пеете со придружба, музичка придружба, која што постојано ќе ве интонацијски ќе ве прати. Ова морате да го направите од себе, од својата глава и да не изгубите концентрација, да не го изгубите тоналитетот. Тоа е мощно напор. Ви благодарам на сите на разговорот и што одвоивте време за нас и да ви посакам за крајеве успешна идна 2025 година, да имате повеќе настапи, концерти, дружба и нормално да слушнеме од вас убави мелодии. Ви благодарам и вам.